Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Охрид бил главниот монетарен центар на Балканот. Од антички лихнит преку средниот век па се до османлискиот период градот оставил длабока трага во монетарната историја. За богатиот и ексклузивен нумизматички материјал пронајден на Плаошник, археологот Даница Размовска-Бачевска има напишано 10 научни трудови, а меѓу нив и најновиот посветен на едно од најзначајните средновековни монетни депоа. Се работи за 64 бронзени трахеи, тоа се монети, чанкаски монети, по примерот правени византиски. 43 припаѓаат на Асен II, цар на Бугарите, кој што владеел 1218-1241 година, а останатите 21 примерок припаѓа на славонските владетели. Во близина на местото каде што е откриено депото, археолозите пронашли и средновековна печка за топење метал, што е доказ дека постоела Охридската ковница. Бидејќи се работи за средновекот, печка од среден век, која се совпаѓа со периодот на монетите 13 век, ние претпоставуваме дека тука е ковницата на монетите на овај тип на монети на Асен II. Се ковани, овој тип на монети, повторувам пак, се ковани во Охридската ковница. Така да тој е еден круцијален, главен елемент што не наведе да ова депо мора да биде исчистено добро, конзервирано и потоа обработено и презентирано на светската јавност. Од антички лихнит до средновековниот Охрид приказната за монетокувањето продолжува да се испишува на Плаошник. До сега се откриени околу 20.000 монети од различни историски периоди, од антички, македонски и грчки, преку римски и византиски до венецијански. Дел од нив се изложени, додека други се уште чекаат да бидат презентирани. Советот на општина Охрид утре 16 јуни со почеток во 9 часот ќе ја одржи својата 11-та седница во зградата на општината. На дневен ред се вкупно 29 точки, меѓу кои разрешување избор на членови во управните и надзорните одбори на јавните претпријатија. Советниците ќе расправаат и за предлог одлука за поништување на постапката за доделување договор за јавно-приватно партнерство за поставување фотоволтаични централи на општински објекти, како и за повеќе предлог одлуки поврзани со урбанистичко-планска документација на подрачјето на општината. Ентузијазмот, желбата и љубовта кон фолклорот се темелот врз кој повеќе од 4 децении обстојува и твори културно-уметничкото друштво Отекс од Охрид. Низ 43 години постоење ансамблот изгради препознатливо име, настапувајќи на бројни домашни и меѓународни сцени. А денес представува едно од најзначајните фолклорни друштва во регионот. Менеджерот Бојан Трајчевски вели тајната за долгиот опстанок и љубовта кон традицијата и посветеноста на генерациите кои биле дел од ансамблот. Тајната е љубовта, посветеноста, силната работа од страна на јас како менеджер, мојот татко Димче Трајчевски и мојата сопруга Маја Митерска Трајчевска, како заедничка цел секогаш ние продолжувањето на традицијата, на квалитетот на нашиот ансамбл, на нашето име и бренд. Исто така би рекол големата посветеност на сите генерации во овие изминати 40 преку 40 години, кои што се дел од ова големо семејство. Сега и многу од нивните деца доаѓаат и членуваат во овој фолклорен ансамбл, така да би рекол дека тоа е тајната на успехот на овие 40 години. Трајчевски нагласува дека и покрај бројните современи интереси на младите, ансамблот успева да ја задржи нивната мотивација преку настапи, турнеи и квалитетна работа. Во текот на годините Отекс настапува во голем број земји, а особено значајни се турнеите во Соединетите Американски држави, како и неодамнешните успеси на меѓународните фестивали во Бугарија и Литванија.
фолклорниот ансамбл Отекс имал премногу настапи, премногу турнеи, патувања. Низ годините, то би рекол, сме биле 3 пати до Соединетите Американски држави. Сме имале настапи на за различни државници, за Бан Ки Мун, за кралот Чарлс, за председател Георги Иванов, за различни такви средби. Во поновата историја, би рекол, последните 5 години остваривме многу добри престижни турнеи. Бевме на Азорски острови, тоа е на островот Терцеира во средина на Атлантскиот океан во 2024 година, па освоивме 3-та награда на фестивалот Витоша во Бугарија и 3-та награда на фестивалот Цвеќе на сонцето во Литванија минатата година, што беше за нас огромен успех, пошто беше во категорија сценски настап, кореографија и носија. Иако мисијата на друштвото останува непроминета за чувување на македонскиот фолклор и идентитет, предизвиците се уште присутни. Најголем проблем покрај финансиските средства представува недостатокот од сопствен простор и услови за чување на богатата колекција народни носии. Летово, членовите на Отекс ги очекуваат 3 значајни меѓународни турнеи во Бугарија, Белгија и Полска, каде постојано ќе бидат амбасадори на македонската култура и традиција. Од вечерва на полноќ малопродажните цени на нафтените деривати ќе се зголемат од 0,5 до 2 денари за литар во зависност од видот на горивото, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторна во оваа пресметка ги вкалкулира референтните износи на акцизите за Евросупер БС 95, Евросупер БС 98 и Евродизел, со оглед на истекувањето на одлуката за изменувањето на одлуката за определување на видот на енергентите, временскиот период и начинот на пресметка на акцизата. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената на Евросупер БС 95 е зголемена за 1,5 денари ќе биде 87,50 денари. На Евросупер БС 98 цената е зголемена за 2 денари и ќе изнесува 90 денари. Зголемување од половина денар има кај дизел горивото и цената од полноќ ќе изнесува 87,5 денари. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Попладне ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 28 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 34 степени. Во текот на неделава ќе преовладува топло време. Во среда на повеќе места се очекува променливо и нестабилно време со дожд, грмежи и силен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и услови за ретка појава на град. Од четврток времето ќе биде сончево со променлива облачност, во текот на денот ќе дува слаб до умерен северен ветер.